Филмот "Соседот на горниот кат" на Поја Батхопех е добитник на златната потковица на интернационалниот филмски фестивал Астерфест. Наградата Сребрена потковица ја доби филмот "Осветлена темнина" на Арсин Фазлија, а пак филмот "Пелтек" на Бенџамин Клири беше награден со бронзена потковица. Синоќа и официјално беа доделени наградите за најдобар краток игран филм, а жирито во конкуренција од 21 краток филм своите одлуки ги донесе врз основа на уметничкото влијание на филмовите, оценувајќи ги како топли човечки приказни кои во потполност го изразуваат мотото "Мали приказни, голем ум". Значи, ние сме за прв пат тука во Астерфест, конкуриравме со документарен филм "Осветлената темнина", зашто бевме почестени со Сребрна патковица. Значи, Астерфест ги вреднуваше сите документарни филмови, сите беа на ниво, но ни пружи една можност и ни даде еден стимул за да работиме понатаму, значи на другите проекти и да работиме на, да кажем, уметнички дела и понатаму. Тоа што ми остави впечаток во Астерфест е што имаше многу публика, значи и на третиот ден на фестивалот, и ни остави многу впечаток тоа што публиката навистина знае да препознае што е убаво, што е, значи, драмско дело, а што всушност ние. Наградата Старозлатен проектор ја доби Жарко Иванов за анимираниот филм "Кружно патување на марето". Авторската награда Ацо Алексов му припадна на Лукас Бергер за филмот "Циркус Дебре Беран", а наградата за сценарио Ѓорги Абаджиев ја освои Филип Сотниченко за филмот "Син". Најдобар краток игран филм е "Никулец" на Барни Фрајдман, а најдобар анимиран филм е "Приказна на мечето" на Габриела Осорио Варгас. Кружно патување на марето е вториот филм од трилогијата Кружно патување, всушност. И практично пред 2-3 години кога бев овде со Кружно патување на сенката, тој е првиот дел, добив специјална награда, мислам дека се викаше специјална награда од жирито. Еве оваа година Старозлатен проектор, кој што сосема одговара на темата на филмот. Темата на филмот се браќа Таманаки, една селанка, краварка, практично, која што за прв пат влегува во кино и така се изненадува од тоа што ќе го види и така. Она што сакам да го кажам еве на кратко е дека Астерфест навистина е еден прекрасен фестивал, воодушевува топлината на луѓето овде, гостопримството, позитивни се струмичани и се надевам еве со третиот дел Кружно патување на монехот дека ќе се видиме следната година, ако го завршиме, ако не, здравје за 2 години. Фестивалот кој годинава беше финансиски поддржан од Општина Струмица и Агенцијата за филм на Република Македонија, завршува денес со проекциите на филмовите "Жет" и "Тувалу".